Почитувани советници, почитувани представници од Советот на млади, како и представниците од 4-та година од гимназијата Добри Даскалов од Кавадарци, денеска ни се на седница на Совет, почитувани медиуми и граѓани на општина Кавадарци. Ја отворам 51-та седница на Советот на општина Кавадарци, закажана за денес. На седницата присуствуваат 17 советници, отсутни 20. Констатирам дека кворум за работа има и Советот може полноважно да одлучува по предложениот дневен ред. Со решението за свикување на денешната седница, Советот доставен и записник од 50-та седница на Советот на општина Кавадарци, одржана на ден 31.10.2016 година. Дали има забелешки по записникот од 50-та седница на Советот на општина Кавадарци? Доколку нема, ве молам да се произнесеме кој е за усвојување на записникот. Дека има гласност усвојување. Со решението за свикување на денешната седница имате добиено предлог на дневен ред за работа на седницата закажана за денес и тоа. Точка 1. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Кавадарци за 2016 трет квартал. Точка 2. Предлог одлука за изменување и дополнување на буџетот на општина Кавадарци за 2016 година. Точка 3. Предлог план на програма за развој. Точка 4. Предлог програма за именување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Кавадарци за 2016 година. Точката 5 се повлекува, а другите точки следуваат редоследно. Точка 5 сега ќе биде извештај за работата на Општинскиот совет за превенција на град Кавадарци за 2016 година. Точка 6 предлог одлука за утврдување на нацрт урбанистички план за селото Сопот. Точка 7 предлог решение за изменување точката 7 се иззема и на нејзино место од точка 7 предлог одлука за кофинансирање на проектот реконструкција на регулирање речно корито на реката Луда Мара со партерно и урбано уредување. Согласно с деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно се прифаќа. Точка 8. Предлог програма за именување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Кавадарци за 2016 година. Согласно с деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно се усвои. Дали има и други предлози за измена и дополнување на дневниот ред на денешната седница на Советот на општина Кавадарци? Доколку нема, предложениот дневен ред го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека едногласно се усвојува. Поминуваме на првата точка на дневниот ред. Прва точка – квартален извештај за извршување на буџетот на општина Кавадарци за 2016 година, трет квартал. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Првата и втората точка заедно ќе дискутираме. Втора точка – предлог одлука за изменување и дополнување на буџетот на општина Кавадарци за 2016 година. Значи, отварам расправа по овие две точки, а потоа поединечно ќе гласам. Дали некој бара збор? Советникот Бањански бара збор, повели советниче. Поштована председателка, поштовани колеги советници, поштовани гости, кварталниот извештај за извршување на третиот квартал е одраз на недомачинско, непрофесионално и крајно незрело управување со народните пари преку општината. Имено, приходите се реализирани на 50%, а расходите се реализирани на 60% и тоа како резултат на платите на општинската и другата администрација која што зема плата преку општината. Значи,
335 милиона имаме трошоци заплати, односно трошоци, а од нив заплати се 228 милиона. 72% се заплати, значи. И затоа народот не случајно вели ништо се нема изградено, ништо не е направено. Оваа власт ја интересира само колку членови од партијата ќе може да се вработат, за да ги зароби тие членови, за да гласат за ВМРО и при тоа не смеат збор да изустат ниту за лидерот, ниту па за општинското раководство и покрај цел криминал и манипулации што раководството ги прави и сето тоа пак на грбот на истите тие кои што гласат, но и на грбот на еден голем број луѓе кои се неистомисленици. И за таа администрација да функционира како така, предвидено е за стоки и услуги да се потрошат 208 милиона 346 илјади денари. Минатата година имавме реализација на буџетот од 9 милиони евра. Соберите ги, значи само овие 208 милиона со 228 милиона и ќе видите колку пари остануват за комунална изградба и за се друго. Значи, кога ќе ги земеме платите и стоките и услугите, доаѓаме до таа сума и се постава прашањето од каде пари, за да се оствари буџетот. Од каде пари, значи, за социјални трансфери, спортски друштва, улици, водоводи, колектори, паркови и така натаму. Затоа улицата Ленинова 10 дена нема улично осветлување. Луѓето газат на пола метро Лисија и Кал. Дека е тоа така, тоа се гледа и од ребалансот. Имено ребалансираме во ставката плати и надоместици за општинска администрација 36 милиона и 900 на 36 милиона 880. Само 20.000 денара. Значи таму кај што е заробен цел електорат, а тоа е у администрацијата, таму не смееме да чекаме за тоа што тоа се гласови. Уделот на капитални расходи ребалансираме од 191 милион 345 илјади денара на 157 милиона 593 илјади денара. Што значи за 34 милиона цела година сме ги лажеле, значи, граѓаните и сме му продавале портокалова магла. ВМРО може се и се што, значи, да зборува на телевизија. Ама на лице место ние можеме да видиме дека од овакви фалби, помпазни најавувања, улици, пазари, трговски центри, кванташки, ништо се нема реализирано. Па една улица немаме салон направено. Или поставката на чини на улицата, или 2 сантима асфалт. Па на крајот ќе ги гледаме како мрежа распукани цели улиците. Ама некој од ВМРО мора да изваде пари, па да плате на партијата или на фамилијата. Евидентно е многу ниско ниво на приходи за такси, за дозволи, за вршење на дејност во износ од 1.825.258 денара во однос на планирани 10 милиона или во проценти 16%. Капитални приходи имаме 13 милиона 838.970 денара во однос на планираните 101 милион или 12,86%. А во делот на расходите пак, капитални расходи имаме реализирано 62 милиона 629.213 денари во однос на планирани 278 милиона или 22%. Именно капиталните расходи треба да се финансират од капиталните приходи. Па поради тоа и се задолжуваат граѓаните на кавадарци со кредити за нешто од нешто да се покаже дека направила власт. Но мене ме загрижува секој ангажирање на градежниот сектор, па макар и да е со задолжување. Затоа што без разлика кој плаќа,
квалитетот е се понизок и понизок на тоа што се гради, а сите знаеме зошто е тоа така. Затоа, оваа гарнитура мора да се смени, за да се смени реалноста и у Кавадарци, и у Македонија, а како придонес во таа борба, ние ќе гласам против кварталните извештаи и ребаланс. Благодарам, советниче. Дали друг ба разбор? Односно првата и втората точка. Процедурално. Почитувана председателке, почитувани колеги советници, почитувани присутни, почитувани граѓани. На почетокот сакам да дадам едно укажување, а посебно до вас председателке, да се држиме до дневниот ред. Значи сега имаме точка на дневен ред, односно двете точки на дневен ред. Кварталниот извештај и ребалансот на буџетот. Парламентарните избори се на 11 декември, до тогаш има време. Да не мешаме некои работи во врска со владината проекција на нивниот буџет, него да се сконцентрираме тука на точките на дневниот ред. Знам какви се страстите, има време на 11 декември за тоа да се држиме точно точките на дневниот ред. Истовремено, ќе ми опростат колеги советници, да искористам и приликата и да кажам дека ние од коалицијата за подобра Македонија ќе гласаме, односно ќе го поддржиме кварталниот извештај и ребалансот на буџетот. Благодарам. Благодарам, советниче. Советникот Делевски ба разбор. Почитувани граѓани, почитувани колеги советници, почитувани гости, овој квартален извештај кој што се однесува на периодот од 1 јануари до 31 септември, како и ребалансот на буџетот, со кој што се кратат цели 50 милиони денари, се реална слика за состојбите во општина Кавадарци. Именно кварталниот извештај покажува еден многу низок степен процентна реализација и на приходите и на расходите, некаде околу 50% во однос на оние предвидените, односно проектираните 75%, што до сега во овие 4 години мислам дека е најнизок степен процентна реализација. Секоја година ги преценувате приходите, а како последица на тоа ги преценувате и вештачки ги дуите и расходите. И која ви е целта со тоа? Целта ви е пред граѓаните да ветите се и се што, а реално од тоа многу малку или ништо не се реализира. Секоја седмица носите разни програми, разни одлуки и јас тие ги нарекувам плацебо одлуки, односно одлуки со плацебо ефект. Тоа е исто кога на еден човек ќе му дадете еден лек кој што нема никакво дејство, никаков ефект, но сепак тој се чувствува подобро. Така и со овие одлуки ги предлагате, ги усвојувате, а од тие одлуки нема никаква реализација. И сега ќе ви дадам конкретен пример за таа работа, за такви плацебо одлуки. Пред само неколку седмици донесовме одлука за изградба на затворен олимписки базен. Веќе на наредната седмица, значи за непол месец, носиме одлука за изградба на аквапарк. И наместо општинскиот буџет да биде во функција и во интерес на сите граѓани на општина Кавадарци, тоа е во функција на општинската администрација, на вработените во општина Кавадарци. Како што каже и колегата Бањански, 60% од парите кои што се потрошени за овие 9 месеци се потрошени за плати на општинската администрација. Значи општина Кавадарци за периодот од 1 јануар до 31 септември потрошила некаде околу 400 милиони денари, а од тие 228 милиони денари се потрошени за плати. Значи платите ги јадат оние пари со кои што треба да се реализираат останатите надлежности на општината. Кога 60% од парите трошите за плати, многу малку ви останува за други работи од кои што бенефит ќе имаат сите граѓани на општина Кавадарци, и затоа сте приморани да се задолжувате, затоа сте приморани да земите кредит, за да може барем нешто да направите на терен да биде видливо. Она што сте го направили и што сте го изградили, јас го поздравувам, иако е многу малку, но никако не можам да го премолчам тоа што сте го ветили, а не сте го направили. Ветивте подземен коридор нема. Ветивте противпожарна станица нема. Ветивте покриен пазар се уште нема. Ветивте аквапарк нема. Ветивте асфалтирање на патот Кавадарци Дисан, таков пат
јас се уште не можам да видам. Ветивте колектор и прочистителна станица во село Марена, колектор и прочистителна станица нема. Ветивте спортска сала во основното училиште Страшо Пинџур, спортска сала нема. Ветивте, дури и поставивте темели на спортска сала во Тодека Джитепо. И поради тоа што овој градоначалник го заменување, постојано бега од седниците и не можам да го прашам, ќе прашам вас кои што бевте присутни, а сте присутни и сега. Вие председателке, вие колега Јованчев, бевте на удирањето на темелите на таа помпезна манифестација, каде што беше присутен и тогашниот министер за образование Панче Кралев и ги удривте темелите на новата спортска сала. Нова спортска сала во Тодека Джитефов нема. И може ли било кој од вас да излезе тука и мене и на јавноста да не одговоре зошто пред 3,5 години, односно во 2013, удривте темели, а сега нема спортска сала. Исто така, вие председателке, вие колега Јованчев и вие колешке што спиете Јасминка Крстева, бевте присутни на промоцијата на нова противпожарна станица. Дали може било кој од вас да излезе и мене, и нас на советниците, и на граѓаните, да ни каже зошто не сте вие виновни, зошто овој градоначалник сите нас не излажа. Понатаму, истиот тој Александар Панов, на лозарите за кои што оваа година дефинитивно беше најтешка за нив, беа најмногу понижени, им сугерира, ги советува да вареле ракија на плин, затоа што со дрвата се загадувал воздух. И сега во нивно име ќе го прашам зошто гасификацијата кој што ја вети тој градоначалник не е уште реализирана. Ево, Кавадарци ќе се гасифицира до 2015 година. Понатаму, слушам пред известно време, невработеноста во општина Кавадарци била намалена на 9,8%. И бидете сигурни, само уште еден бран на иселување од Кавадарци, таа невработеност ќе падне на 1%. Пола млади се иселија, пола чекаат бугарски пасош. Ако и таа втора половина се исели, невработеноста ќе биде 0%. Ќе останат само пензионерите и вработените во администрација. И за крај сакам да кажам неколку збора околу состојбите во Кавадаречката болница и ветувањето на министерот Никола Тодоров дека болницата во Кавадарци во наредниот период ќе стане мини ургентен центар. И дај Боже тоа да биде така, меѓутоа јас се му предлагам правен да се обиде да ја вароса таа болница. И внимателно го слуша министерот, ги набројува сите апарати кои што ќе ги набави за Кавадаречката болница. И некој да ви кажам искрено ме подсетува на градоначалникот во заминување. И на Никола Тодоров, и на Александар Панов, пред името и презимето треба да му се додаде една додавка че. И во тој случај ќе бидат че Александар Панов, че Никола Тодоров, затоа што кај нив се е во иднина. Че направиме, че изградиме, а кога ќе биде тоа само еден Господ знае. И пазите каков парадокс. Никола Тодоров ветува мини ургентен центар во Кавадаречката болница, а во исто време, во истата таа болница се служи ручек за двајца, мајка и дете на детското оделение. Има разлика помеѓу реалноста и сумиштата. Благодарам. Благодарам советниче. Зоран Јованчев. Бидејќи беше спомнато и моето име во излагањето на колегата советникот Горан Белевски, сакам да кажам дека да, така е, точно е тоа, бев присутен на започнувањето на тие проекти, на дел од тие проекти и одма да кажам дека јас како советник ќе се борам до крај за тие проекти да се реализират или да почнат со реализацијата. Но треба да признаете, колега Белевски, дека Зоран Јованчев беше и на пресечувањето на лентата, односно на пуштањето во употреба на новиот водоснабдителен систем со кој што за навек се реши прашањето со водоснабдувањето на град Кавадарци. Бев присутен и во пуштањето во употреба на новата детска градинка од каде што јас потекнувам од село Ваташа,
бев присутен и на отпочнувањето со работа на продолжувањето на кејот на реката Луда Мара, кој што сега че имаме денес нели можност да носиме уште една одлука за довршување на истиот тој кеј до мостот на Сопушанското мало што би спојува. Исто така треба да кажете дека бев присутен и на пуштањето во употреба на патот Кавадарци Бегниште, кој што беше нели во катастрофална ситуација, кој што сега е во ширина од 5,60 или негде 6 метра од Кавадарци до Бегниште. Спортската сала која што ставивме камен темелник, точно е, тоа се гледа на дело, во Тодегеш Чефов не е започната со градба, но треба да знаете дека бевме присутни во пуштањето, лично јас, во димката, основното училиште Димката Ангелов Габрот во Кавадарци, на пуштањето во употреба на спортската сала во истото тоа училиште. И да не набројувам многу други, не е идеална ситуацијата, односно не може се да се заврши, но стојам на тоа, јас како советник и мојата советничка група да до крај се залагаме во спроведувањето на истите тие проекти. Видите вака, од објективни или од субјективни причини, некои работи кои што се ветени може да се завршат, некои реално можеби не можат, но за тоа сме тука. Че кажеме дека не можеме, че се извиниме на граѓаните и со тоа че нели бидеме фер спрема нив за да не ги нели да не излезе дека ги лажеме. Но пак ќе кажам, за сите овие проекти за кои што сме го дале зборот, че се бориме, односно че се трудиме да се тие реализира, дали со помош на општинскиот буџет, дали со преку аплицирање на владините проекти, со помош на буџетот и така натаму. Сакам пак уште еднаш да укажам на колегите, нели да не ги користат дискусиите во односно да ги насочат дискусиите во точките на дневен ред. И јас можеби сега можам да кажам или да поставам точка на дневен ред, ајде да видиме да се изјасниме за двојазичноста која што вашиот председател ја предлага на граѓаните на Република Македонија. Лично претходната седница кажав дека јас сум против воеведувањето на двојазичност во град Кавадарци. Затоа ве молам да се држиме само од точките на дневен ред. Благодарам. Благодарам, советниче. Белевски, советникот. Значи јас кажав и пак ќе повторам. Сето тоа што сте го направиле и изградиле го поздравувам. Меѓутоа колега Јованчев, тоа е многу малку. Општина Кавадарци, овој градоначалник, а ви кажам дека не сте вие лично виновен за таа работа, потроши 80 милиони евра. 80 милиони евра. И вие сега мачите да излезете тука пред јавноста со 5 проекти, кои што не коштат ни 2 милиона евра. Кај се парите? И затоа го ставам тоа во контекст со ребалансот и со кварталниот извештај. Вештачки се дуат приходите, се ветува се и се што, а тоа е популизам. И сега колешка Каракутова излезе тука на говорница. Благодарам, советниче. Советничката Каракутова. Процедурално Ташо Радњански. Почитувана председателка. Почитувани. Повели колега. Јас кажав процедурално и на Анита. Да. Добро. Ме спомна. Процедурално. Почитувани председателе, почитувани советници, гости, ученици. Мојата процедурална забелешка ќе биде на организацијата на оваа седница на Совет и воопшто на сите седници на Совет. Значи проблемот е во организацијата и чинам дека, господја председателе, вие овде имате вина, зашто често пати укажуваме на тоа дека се бега од дневниот ред. И точно е тоа. Значи и опозицијата, но и позицијата бега од дневен ред. А за да не се бега од дневен ред, треба да имаме советнички прашања. Еве не знам колку седници веќе немаме советнички прашања и ако некој од нашите сограѓани побара некој прашање да го поставам овде, ја кој ќе го поставам, вие со право ќе ми кажете, ама тоа не е колега на дневен ред. Ја навистина немам друга шанса кога да го кажам осем меѓу редови. Да прекршам фактички процедурата. Еве уште еднаш би ве замолил вас и оние што го организираат, нели, дневниот ред на секоја седница на Совет, на следната седница на Совет да има советнички прашања и тогаш и популизам и се што требате. Благодарам, советниче. Анита, реплика.
Почитувана председателка, почитувани колеги советници, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Значи, кварталниот извештај и ребалансот, како што кажа нашиот координатор советничката група, значи, ние бегаме од тоа што е, фактите, меѓутоа треба да се земе во предвид и проектите кои што сме ги направиле во овие два мандати. Спомнавте дека тоа е многу малку. 2 милиона. Еве да ви кажам, над 2 милиона само проектот со водоснабдувањето. Значи цело време има тенденција да се нихилираат, да се негираат тие работи што се сработени. Нешто што некогаш беше мисловна именка, да имаме вода, у Кавадари сме биле со по 2-3 дена без вода, сега го гледам како нешто нормално. Гледам коментари на социјалните мрежи, ако нема 1 саат, 2 вода, или не знам 5 саат, ако има поголем дефект. Значи тоа што го направивме кеот на реката Луда Мара е ништо за вас. Тоа што ја подобривме енергетската ефикасност во сите образовни институции во градот, во сите градинки, во сите училишта основни, во сите средни училишта, и тоа не е ништо за вас. Значи и колку што можев да разберам од раководителот на сектор за финансии, на комисијата за финансии, може да прашате вие не бевте, значи ребалансот не значи дека тие проекти нема да се реализират. Само значи дека нема да се изврши плаќањето до крајот на година. Затоа се ребалансираат. Значи тоа исполнувањето на програмата во делот на урбанизмот значи дека општинската администрација работела цела година, односно правела проекти. Меѓутоа, системот на јавни набавки е сложен, за една набавка треба повеќе време. Поради тоа касниме со реализација. Друга причина, колега, за тоа што многу поголема касниме во реализација на проектите е за тоа што вие 100 пати најавивте и одјавивте избори. Значи имаше прекин забрана за работа на администрацијата. Значи СДСМ еднаш сака, еднаш не сака избори. Меѓувреме еднаш донесуваме одлука за избори, па се повлекуваме, па пак донесуваме одлука, а сит тој период е загубен за работењето на локалната самоуправа, затоа што имаме забрана за било каква комунална изградба или било какви јавни набавки. Значи како може да очекувате 75% реализација на буџетот ако половина година имаме забрана за работа? Благодарам советничке, ги молам советниците да се држат до точките на дневен ред. Јас знам дека доаѓаат избори 11 декември, како се приближува, така и коментарите на советниците водат кон свое лично представување, меѓутоа уште еднаш да ве замолам, ја прифаќам забелешката на колегата Радњански и мислам дека треба советниците да се држат до точките на дневен ред. Повели советниче. Колешка Каракутова, макар мачите да го оправдате градоначалникот. И не може. Верујте ми, не може. Ако тој има доблест и ако е чесен и реален, че беше тука, а не секоја седмица да бега. Друго, ова не се ветување од пред 1 или 2 години. Ова се ветување од пред 7 или 8 години. Детска градинка е ветена 2009. Колектор во Марена 2009. Колку години службите прават документација? Па знаете ли дека за детска градинка, не знам уште дали има за нова детска градинка, не таа шупата таму што ја прават, нема уште физибилити студија, нема план. А тој ја вети уште од 2009. Друго, зборувате во снабдување од пред 6-7 години. Значи јас ви кажам, мака мачите да наброите проекти кои што коштат 5 милиони евра, а се потрошени 80. А и бројките го покажуваат спротивно. Па не може да имате пари да градите кога 60% од парите кои што ги трошите се трошат за плати. Од каде други пари? Нема. Затоа се задолжувате. Затоа сте принудени да се задолжувате сега пред избори нешто да се граде, кај народ се створи перцепција дека нешто се работи. И тоа на штета на граѓани. Ги задолжувате, овие млади деца од гимназијата ги задолжувате. Нас не задолжувате, децата не ги задолжувате. Кој ви го даде тоа право? Кога баравте гласови, не му кажувавте на граѓаните, ние ќе ве задолжуваме, туку ќе направиме ова, има пари. Општина Кавадар се спаѓа во општините кои што имат најголем буџет во Република Македонија. За 2016 е 14 милиона евра буџет. 14 милиона евра. И да земате кредит за реконструкција на улици е срамота. За реконструкција, не за изградба на нови улици. Таму нема изградба на ниту една нова улица. За крпење дупки 800.000 евра. Благодарам. Одговор на реплика или? Добро. Пашко Петров, реплика, па после одговор на реплика.
Почитувани граѓани на град Кавадарци. Најпрво ми смета тоа што кажавте дека ќе го поддржите овој квартален извештај и ребалансот на буџет, но не кажавте зошто. Кој ќе излезете на говорница, велите ќе го поддржиме, но кажете зошто би го поддржале. Рече го поддржуваме заради тоа и тоа. Тоа е прва работа која што ми смета. Друго, за кејот. Кејот, градоначалникот го вети дека ќе го направи од градинката Рада Поцева па се до мостот Слога. Кејот беше направен од градинката Рада Поцева па до Таска. Значи тој проект не беше целосно направен. Друго, благодарение во врска со водата, колешке Каркутова. Вода во Кавадарци немаше, имаше рестрикции благодарение на вашиот кандидат за пратеник, кој што сега ќе го промовирате на 11 декември. Кој е виновен за тоа? За тоа виновна е опозицијата или виновни се вашите кандидати кои што сега ќе бидат на листата на ВМРО ДПМНЕ? Сакам и за тоа да ми одговори. Друго, знаете ли каде се проектите на општина Кавадарци, оние нереализираните? Тие се во спомениците, тие се во жалните врви. Општина Кавадарци во секоја завршна сметка имаме минус 1 милион евра во сметките, како например трансфер од други нивоа на власт 741. Под сметките 741 112 трансфери од буџет на Република Македонија. Капитални трансфери од други нивоа на власт. Станува збор за 1 милион евра. Со тој 1 милион евра општина Кавадарци ќе има и нова детска градинка, а не градинката како што кажа мојот колега Горан Белески, која што според ниеден закон, според ниеден прирачник не е за изградба на детска градинка. Самиот градоначалник овде од говорница нели кажа за детската градинка дека десниот дел од кејот на реката Луда Мара е варовник, дека почвата не е стабилна, дека собира влага, дека има подземни води, дека има негативни дејства по здравието на граѓаните. И со сите тие информации градоначалникот, иако ги знаел, се одлучивте да правите детска градинка на штета на здравието на децата. Што се однесува, каков е тој квартален извештај, наместо да имаме 75% реализација на буџет, имаме 50% реализација. Тоа ли е аргументот за кој ќе гласате и ќе го поддржите овој квартал? Мислам, излевате од говорница, кажувате паушални изјави, без аргументации, велите ние ќе го поддржиме. 4 години сте советници, кажете зошто ќе го поддржите. Не само да гласате и крените расите без никаква одговорност. Па велите Кавадарци немало вода, го решихме проблемот. Обратете се кај вашиот кандидат за пратеник и прашајте го, речите му. Зошто, додека беше градоначалник, не го реши проблемот со водоснабдување? Што беше проблем? Зошто тогаш комуналното предпријатие Комуналец, јавното предпријатие Комуналец, беше во загуба 2 милиона евра? Дај, кажете го тоа. Или ве страна многу како беше она изјавата на вашиот кандидат до трето колено? Дајте, мислам, да бидеме сериозни, нема смисла. Треба да ги решаваме проблемите на граѓаните, а ние одека правиме циркус без пари. И точно е тоа. Излеговте, удривте темелник, земавте лопати, станавте, се сликавте. Тоа е циркус без пари. И мора да им одговорите на граѓаните. Благодарам. Благодарам, советниče. Анита? Колеги, јас не можам да кажам зошто некој претходно не изградил. Јас кажувам што изгради ова локална власт предводена од ВМРО ДПМНЕ на чело со градоначалник Александар Панов и овој совет. Значи тоа е решавање на водоснабдувањето, проект вреден над 2 милиона евра. Значи што е овде нејасно кај кеот. Тоа што се крати, зарем мислите дека е подобро да кеот да се плати од општински средства, а не да се бараат средства од донации? Значи наредна програма, наредна точка ние измена на програмата за локален економски развој. Таму пишува дека секторот за локален економски развој веќе аплицирал
за доизградба на КЕО. Значи зошто да дава општина Кавадарци 12 или 13 милиона за доизградба на КЕО, ако може тие пари да ги даде некој друг, да бидат донацијата од Бирото за регионален развој. Друго, градинката. Значи градинката е проект кој што се започна уште од 2009 година. Уште од самото стапување на ова локална власт, предводена од ВМРО-ДПМН, се работи многотрпно на проблемот. Се сменија многу локации. Значи и од низа објективни причини, најчесто нерешени имотно-правни односи, не се изгради таа градинка уште во периодот од 2009 до 2013 година. Меѓутоа, значи сепак ние не ги оставивме тие деца на улица. Сепак се изнаоѓаат алтернативни решенија се додека не се реши комплетно проблемот со сместување на тие дечиња. И сето тоа пак поради ВМРО-ДПМН. Кога имавме потреба од толкави капацитети? Кога имавме ние претходно во ваше време, кога имавме потреба да ги носиме децата во градинка? Немавме, затоа што не беа вработени. Никој не бевме вработени. Значи сите бевме дома и можевме сами си ги гледаме нашите деца. Значи тоа е тоа што го направи СДСМ. Кога немаш вработеност, мајките, татковците, бабите, дедовците беа дома, немаше ни потреба од градинки нормално. Значи, меѓутоа ВМРО-ДПМН работи, има инвестиции, имаме град, локална самоуправа која што има најнизок степен на невработеност во цела Македонија. Значи, тоа само тоа по себе носи и други, значи, во некој контекст ги гледаш негативни работи, меѓутоа тоа се позитивности. Тоа што нема кој да го чува детето, значи дека мајка му е на работа, дека татко му е на работа. Значи дека сите запатени од фамилијата. Тоа е греб за вас. Градскиот зелен пазар, значи покриен или откриен, е проект кој што се тера, меѓутоа исто така од објективни причини не е реализиран, затоа што пак имаше нерешено имотно-правни односи, затоа што оваа локална власт не зема ништо насила, не зема насила како заед, затоа што и овој градоначалник можеше да го национализира земјиште и да го направи пазарот. Меѓутоа тргна по подолгиот, меѓутоа по тој пат кој што граѓаните треба да бидат сами да одлучат за себе и граѓаните да го одобрат тоа. Значи ние имавме неколку сопственици на дојчени во градскиот зелен пазар кои што не сакаат да бидат дел од тој проект. И ние ја испочитувавме ко ВМРО-ДПМН нивната волја. Не им го земавме насила земјиштето, а иако постоеше можност, затоа што повеќе од 50% беше, значи, дејноста беше јавна и затоа можеше да се оди и на друг пат. Меѓутоа, тоа не е начин на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН секогаш е тука да ги исполни интересите и желбите на граѓаните и никогаш не оди против нивната волја. Не зема ништо за насила. Исто така, имаше обид да се прави помал градски пазар во новиот центар. Што се случи? И тука ја испочитувавме волјата на граѓаните. Значи, волјата на граѓаните на град Кавадарци секогаш испочитувана. Ако дојдат тука, значи 20 граѓани или 5 или 10, иако кажат дека не сакаат, не одиме против нивната волја. Тоа е разликата меѓу вас и нас. Исто така, зборувате дека се зема кредити за локални патишта, ќе се наврачиме ли пак на иста тема од минатата седница? Па тоа е само проект. Значи, намера, не земање на кредит. Значи, просто само намера. И се работи за средства кои што се дел грант. Значи, некој ви дава пари, кои што после, кога ќе го израчунате грантот, ќе вратите многу помалку. Ниту камата, ниту ништо. Кога некој да ви дал така пари, да се изградите што сакате, после 10 години, 13, да вратите помал износ. Затоа што делот оди ко грант. Локалните патишта и улици. Пишува у програмата за општински услуги од МСПИ. Прочита. Прочита таа програма. Треба службите да ми ја достават. Што зборуваш? Колешка од тука, што ми рече вашиот колега, од тука ќе дојдете. Ако сакате да бидете информирани, ќе прочитате. Значи, локални патишта и улици. Значи, локалните патишта и улици, колку што гледам, воопшто не се скратени. Ниту во ребалансот, воопшто не се чекнати тие две ставки. Ниту локалните улици во селските месни заедници, ниту пак патиштата изградба и реконструкција во градските. Па не се од тие ставки нема ребаланс. Благодарам советнички. Уште една напомена да се држиме до точките на дневен ред. Ова не е кампања, туку совет на општина Кавадарци. Повелите, Петров. Колешка Каракутова,
Да ве подсетам на интервјуто во вечер на градоначалникот. Знаете каков наслов имаше градоначалникот? Кавадарци во 2016 година ќе го достигне врвот на економскиот раст во Македонија. За 2 години, 2015-2016 година, имаме две задолжувања на општина Кавадарци. Едното 850.000 евра, другото 800.000 евра. Едното за да ги направиме училиштата, а друго за да ги направиме улици. Имаме колега само намере, рекоме, не се задолжили. Колешке, че како едниот беше во намера па се задолживме и другиот е во намера па оп, че дојде пак се задолжиме. Во врска со тоа дека проблемот, тоа што излего, од 2012 година градоначалникот ветува детска градинка. Директорката Ганчева во тој момент, во 2009, 2010, 2011 година, во самите извештаи, пушта допис до општина Кавадарци дека во наредниот период општина Кавадарци ќе има проблем со сместувањето на деца во детските градинки. Ние имаме капацитет за 560 деца, а во моментот се сместени 1060 деца. Некој тоа требало да го предвиди и требало да го реши тој проблем навреме. Велите дека Дрекстермајер е причината за зголемениот број. Зошто не зборувате за анексот на кога се подпишуваше договорот за Дрекстермајер? Зошто не зборувате за анексот на плати? Дека платите треба да бидат почетни од 15.000 денари, па во рок од 3 години да пораснат на 18. Зошто не зборувате за тоа? Зошто не зборувате за тоа дека Република Македонија го субвенционира Дрекстермајер по 6 основи? Дека еден вработен го кошта централниот буџет 5.000 евра. Како пишува тоа кој? Како пишува тоа? Не го питате. Колешке, тоа не се небулози. Тоа се вистини. Зошто самиот договор? Самиот договор е државна тајна. Зошто тој јавно не се отвори пред граѓаните? Да видиме со точни бројки колку од нашите пари се субвенционира Дрекстермајер. Точките се за буџетот на општина Кавадарци, ќе ви молам. Реплицирам, председателка, а и вие можете да кажете некој став во врска со буџетот и кварталниот извештај, а не само да не прекинувате. Не е владата на Република Македонија на дневен ред, туку буџетот на општина Кавадарци. Колешка Каракутова, че имаше и нова детска градинка и че немаше потреба да се задолжуваме, ако вашиот предходен премиер Никола Груевски не купише Мерцедес од 600.000 евра. Е таа детската градинка. Че имавме и сала во Тошо Велков во Тоде Хаджитефов, че имавме и нова детска градинка. Ама Никола Груевски немаше да има Мерцедес. Не. Наредниот пат од 1.600.000 евра. Детска градинка не мора да има. Не молам да бидеме сериозни, Станук. Да, стануваме смешни, председателке. Пред граѓаните, да, точно е. Значи разговараме за буџетот на локалната самоуправа, не на Република Македонија. 4 години сте председател, немате станато да кажете еден аргумент зошто ќе гласите за или против. Немате станато да решите еден проблем на граѓаните, да дискутирате за еден проблем. Смедеревката 5 денари, картошијата 8 денари, половина од грозијата остана по нивите. За тие ли благодати зборува? Советниче ги измешавте сите работи, може ли да се држиме до точките на дневен ред? Реплицирам на колешката Анита Каракутова. Анита. А вие излезете и кажете некој ваш став, председател. Секој си има право да си земе збор. Очигледно некој обожава да разговара за буџетот на Република Македонија. Да. Ако бевте кандидат од вашата советничка група за пратеник, ќе имавте можност да дискутирате за буџетот на Република Македонија. Сега ќе ве молам како советник, задржите се на локалната самоуправа. Повели советник. Да. Кога имавме на дневен ред купување на автомобил за локална самоуправа, ние повлековме точката. Значи, како што каже председателката, ако имате амбиции за пратеник, ако стигнете таму, може да расправате
за државен буџет. А сега, во врска со грозјето, па ВМРО ДПМН мака мачи со вашите олигарси, да дојде до некој договор, да се земе грозјето, затоа што целото граѓанство го држите во раце веќе со години. Значи со години тоа е вештачки наметната криза. Ве молам советничке, истото важи за сите, да не излегуваме од точките на дневен ред. Значи немаме сега земјоделие, ниту откуп на грозје, туку буџетот на општина Кавадарци, ребаланс на буџет. Добро, буџетот е за подобрување на стандардот. Може? Подобрување на стандардот во општина Кавадарци. Значи подобрувањето на стандардот во општина Кавадарци е на многу повисоко ниво од времето кога беше СДСМ на власт. Благодарам. Благодарам советничке, дали друг советник бара? Ве молам. И за тоа што го направи Мајер не е точка на дневен ред, ќе ги молам советниците без обзир дали се од позицијата или од опозицијата. Дрекстер Мајер не е точка на дневен ред. Исто ќе му го земам зборот доколку не се држи до буџетот. Повели советнич. Имаме точка на дневен ред, квартален извештај, трет квартал и ребаланс на буџет. Ја не знам шпански ли зборувам, англиски ли зборувам, како зборувам. Централниот буџет. Председателке, дали е поврзан со локалниот буџет? Да или не? Советниче, повели, дискутирај. Ве прашувам, пошто ми рековте да не зборувам за централниот буџет. Ние имаме точки на дали дневен е ред поврзан за централниот буџет со локалниот буџет? Вашите амбиции за Да или не? пратеник ќе мора на друго место да ги искажете, советниче. Значи сега задржите се на точките на дневен ред. Председателке, точка на дневен ред е буџет. Централниот буџет има импликации во локалниот буџет. Локалниот буџет има импликации во централниот буџет. Што не е јасно? Повелите, дискутирајте. Дискутирам. Ма не ми се обрачите мене, кажете си го ставот. Што се однесува дали имам амбиции да бидам пратеник? Немам амбиции да бидам пратеник и не сум на пратеничка листа на Социјалдемократскиот сојуз. Наш кандидат е Бетијан Китев и на 11 декември одиме на избори. Ве прашам, и пак ќе ве прашам, дали локалниот буџет е поврзан со централниот буџет? Сакам да знам. Има ученици тука кои што исто така сакаат да знаат. Не знаат. Дај да им кажеме. Има или нема? Не сакам да ми одговорите. Има или нема? Даноците кои што ги плаќаме, председател, одат во централниот, локалниот буџет. Данокот на 18% ДДВ, каде оде, во кој буџет, председател? Трансферите од буџет на Република Македонија со кој буџет, председател, ќе се поврзани? Со буџет на Република Србија, на Република Грција, со буџет на Република Македонија. Дајте, смешни сме. Субвенции. 2 денари, наместо да им дадете на лозарите, им дадовте на винариите. Благодарам, советниче. Да, ви го одземам зборот, кој бара друг збор? Нема, доколку нема. Точката 1, квартален извештај за извршување на буџетот на општина Кавадарци за 2016 година, трет квартал, го ставам на гласање. Кој е за? Девет за, против? Осум за, 6 против, 1 воздржан. Констатирам дека кварталниот извештај е усвоен. Имаме 1 воздржан. 8 за, 6 против, 1 воздржан. Констатирам дека кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Кавадарци за 2016 година, трет квартал е усвоен. Точка 2. Предлог одлука за изменување и дополнување на буџетот на општина Кавадарци за 2016 година. Го ставам на гласање. Кој е за? 8 за, против, 6 против, 1 воздржан. Констатирам дека предлог одлуката за изменување и дополнување на буџетот на општина Кавадарци за 2016 година е усвоен. Точка 3. Предлог план на програми за развој. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката 3 ја ставам на гласање. Кој е за? Се извинувам. Советничката Анита бара збор пред да го ставиме на гласање.
сакам уште еднаш да потенцирам програмата за локален економски развој, како и работењето на секторот за локален економски развој, кој што е исклучително успешен според мене оваа година, затоа што имаше низа успешни проекти, низа успешни апликации кои што резултираа со добивање на проекти. Бенефитите од тие проекти, значи ќе ги гледаме најверојатно наредната година. И тука би сакала исто во контекст на претходно кажаното да го потенцирам и аплицирањето за реконструкција на регулирано речно корито на река Луда Мара со партерно и урбано уредување. Односно, значи она што го зборуваме цело време дека е потребно да се доуреди кеот на реката Луда Мара, значи се изнаоѓаат патишта, односно да се барам начин да не се трошат парите на граѓаните, односно да се западат средства кои што не се од нашите џепови, меѓутоа да се добие средства баш од централниот буџет. Значи, колку што гледам, ова е проект аплициран во Бирото за регионален развој, односно од централната власт и тука, значи, се однесува проект кој што е вреден 14 милиони денари, во од кои средствата од Бирото за регионален развој биле 9 милиони, од општина Кавадарци 5. Значи тоа е заштита од цели 9 милиони денари. И јас уште еднаш ќе кажам дека секторот за локален економски развој да продолжи со истиот тренд и да биде уште поуспешен наредната година, да носи уште многу вакви проекти. Благодарам, советничке. Реплика Сашко Петров, а после Бањански. Реплика Карањански. Колешке Каркутова, сакам да го поздравам проектот. Но ви замерувам во еден дел. Тој централен буџет го полниме ние граѓаните. Општина Кавадарци е една од перјаниците на македонската економија. Е така, втори по економски развој во Македонија. И сега ние на кого треба да му бидеме благодарни? Затоа што нашите пари кои што ги даваме преку даноци не ги враќаат назад. Затоа што пред тоа не ги враќаа. Со завршната сметка ви кажав 1 милион евра секоја година, пари кои што треба да ни стигнат од централниот буџет не ни стигнуваат и сега ние ќе се радуваме на колку? На 3 милиона денари? 9, а општина Кавадарци, Колешке Каракутова, со колку средства треба? 250.000 евра од Министерството. Колешке Каракутова, со колку финансиски средства општина Кавадарци треба да учествува во овој проект на Вардарски плански регион? 5,5 милиона. 5 милиона. Од 9, значи од централниот буџет ќе се извојат 4 милиони денари. 9 милиони, ние даваме 5. 14. Значи не ги извртувате фактите. Колку се, колешке Каракутова, 9 милиони денари? Колку се 9 милиона денари, колешке? 9 милиона Биро за регионален развој и 5 милиона општина Кавадарци. Значи не ги извртувате фактите. Постојано тоа го правите. Колешке, 150.000 евра. Од централниот буџет треба да се трансферира до општина Кавадарци за да се направи кејот. Ние добивме, колега, 250.000 евра од Министерството за финансии за помош на руралниот развој. Или уште 250. Колешке Каракутова, секоја година по 1 милион евра не добиваме од централниот буџет. Вие ми зборувате за 150.000 евра. За тоа зборуваме. Ако може не од Ви кажам. местото, после ќе излезе советничко. 1 милион евра. Па бегате од темата. Зборуваме за буџет, како Добро, бегаме во од темата? контекст Што на- да зборуваме? Изгласаме, колега, зборуваме сега за програма за локален економски развој. Развојни програми, со што се поврзани тие развојни програми? Со буџет, со пари, со финансии, со планови. Советникот Ташо бараше реплика ли има? Реплика, после Анита одговор на реплика на двајцата советници. Анита, првен репликата, па после одговорот заедно. Ташо дава реплика на советничката Анита, а после Анита треба да одговори. Да, значи колешката
Анита не ме спомна, но тоа што го кажа овде, ја не се слагам со тоа. Значи не може да кажам дека локално-економскиот развој е успешен. Се дори не видам дека патот Кавадарци-Дисан ќе биде реализиран, а по проценката на нашите служби нема да кошта повеќе од 250.000 евра. Години веќе. 12 години веќе. И се за кој рурален разбор. Или таму конешке превидовме 2 винарски визби. Сакам еднаш да го видам. Значи не само ние аплицираме таму, ја не верувам и дека лично ќе ви кажам, може би ќе не ве навредам, но јас не верувам дека вие као локален економски развој имате аплицирано во било која фондација странска или во буџетот нели на државата дека тој пат треба да се пуши. Толку ли е битен тој градоначалникот на Неготино на кој што не му одговара Дисан да биде врзан со Кавадарци? Па ви да не се повторувам. 20 милиона кила грозје се бере од таму. Или 7-8 милиона најквалитетно вино. Па зашо ќе даме? За тркала, за аквапаркови? И вам лично ќе ви замерам, и вам, и на градоначалникот, и на председателката на совет, и на сите советници од ВМРО. Не сте способни да се изборите да му се даде на Кавадарци тоа што го заслужува. Само Фени и ИГ прават милиарда евра. 2% од тоа се 20 милиона евра, кои што тогаш кога комплетно ќе се уклучи, ќе се вклучиме во локалната самоуправа, нели комплетно ќе функционира, морат да ги плукнат, не од што сакат, од што морат у Кавадарци. Па тогаш не треба да ни градат ни патишта, ни професори да ни плаќат, ни здравство, ни ништо. И навистина нема смисла на толку раст, затоа што навистина и водечки фирми во Кавадарци, во Македонија се тука екзистираат во Кавадарци. Ние да кажеме дека ќе направиме аквапарк. И еве ова, рачунете го и као побуда, и као провокација кон вас и кон сите од ВМРО, дај еднаш тој проект, тој проект еднаш нека се аплицира, и што ви кажувам, навредете се ако сакат. Не верувам дека имате аплицирано за тој проект. Благодарам, советниче. Советничка Данита. Благодарам, советниче. Че нема да го знам дека не е во лош контекст, значи, вашето излагање. А во врска со патот, што го спомнавте, мислам дека беше скоро аплициран преку Агенција за финансиска поддршка, земјоделие и рурален развој. Ако има некој од лерот тука, да ме потврде. Колку што се сеќавам, значи донесеме одлука за приоритетен проект и баш за тој пат кој што вие го спомнавте. Значи, веќе е аплицирано, кога сме донели одлука е аплицирано, само чекаме исход. Во врска со како го се распоредува централниот буџет ТВ, ако пак ќе прекинат, не сме на тема, меѓутоа ВМРО ДПМН води политика на равномерен регионален развој. Значи ние може, да, ние сме водечки во економијата, меѓутоа треба да даде нели уберово кај што нема економија. Не викам дека е идеално, и јас сметам дека треба може би повеќе да се даде за Кавадарци, меѓутоа ние ќе ги вложиме сите напори, значи председателката, градоначалникот и се вложувале напори и по континуитет и натаму ќе продолжиме, значи да се добие што повеќе средства за Кавадарци. Благодарам, советничка. Дали друг советник бара збор? Доколку никој не бара збор, точката 3, предлог план на програма за развој, оставам на гласање. Кој е за? Осум за, против, 6 против, воздржан, 1. Констатирам дека точката предлог план на програма за развој е усвоен. Точка 4. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Кавадарци за 2016 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката 4 ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно се усвоива. Точка 5. Извештај за работата на Општинскиот совет за превенција на град Кавадарци за 2016 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката 5 ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно се усвоива. Точка 6. Предлог одлука за утврдување на нацрт урбанистички план за село Сопот. Дали некој бара збор?
Доколку никој не бара збор, точката 6 ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно се усвојува. Точка 7. Предлог одлука за кофинансирање на проектот реконструкција на регулирано речно корито на реката Луда Мара со партерно и урбано уредување. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката 7 ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно се усвојува. Точка 8. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Кавадарци за 2016 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката 8 ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно се усвојува. Со тоа е исцрпен дневниот ред на седница на Општина Кавадарци, и што ја затварам седницата.